Слободата ги прави браќа и сестри личности да бидат луѓето. Ке рече човек, слобода на некој начин имаат и животните, ама немаат личност. Слободата кај животните е инстинкт. Не е слободена таква каква што ја имаат луѓето. Која е разликата? Голема и суштинска е разликата. Куќето на некој начин има слобода да лае кога сака, да го нападне кого сака, да се брани од кого сака, ама нема тако видна слобода да го сакане пријателот свој. Тоа е на некој начин разлика голема меѓу слободата која имаат луѓето и која ги прави да бидат личности и слободата која е инстинкт кај животните. Значи човекот има квалитативна разлика од животните, а тоа е токму во слободата. Во се друго скоро да е ист. На некој начин животните имаат само понизок развој во другите способности, а не во сите. Да кажеме, куќето мириса повеќе многу отколку човекот. Не гледа толку колку што гледа човекот, но затоа отсетот за мирис му е многу развит. Тоа го зборувам дека не треба во друга да ја бараме разликата меѓу животните и човекот, туку само во квалитетот на слободата. Слободата кај човекот има моќ да се изрази како начин на постоење, а тоа не се изразува кај било кој од животни. Нема животните таков начин на слобода, а човекот има слобода. Има слобода како што ја изразуваат светителите и денешната светителка преподобна маченичка Анастасија Римјанка, која на некој начин одбиде да живее живот во Христа, ама кога е потребно да сведочи заради Христа, тоа го прави без при тоа да зема голема рачуница што ќе добие, што ќе изгуби од тоа. Сигурно ќе изгуби. Маченикот за овој свет губи многу, го губи животот. Ама во заедницата со Бога добива максимално што може да се добие во една заедница, а тоа е животот вечен прво го добива. Затоа таквиот подвиг на светата Анастасија сите нас не поттикнува да размислиме за две работи. Прво, за слободата која не води во друг начин на живот, преподобен го викаме тој начин на живот. И второ, ако е потребно да страда заради Христа. И двете ги исполнува света Анастасија. Позната е таа христијанка повсегма од свети Исак Сирин. Умри пред да умреш, за кога ќе умреш да не умреш. Ете, тоа е воделка на сите христијани од почетокот на христијанството. Животот има цена и смисла само ако е во Господа. А тоа го прави слободата. Тоа не е обичен избор, бирам меѓу едно или друго, меѓу посладко или меѓу погорко. Туку бирам екзистенцијални работи. Имам живот вечен, сакам да имам живот вечен или не сакам да имам. Тоа за многу луѓе е на некој начин чекор или камен за сопнување, зашто сметаат дека овој живот на земјата треба да си го поживеат покомотно.
Меѓутоа, тука е најголемата грешка, да речам и грев кој го прави човек, што го занемарува животот по преподобие овде на земјата. Дека животот овде на земјата е воздржание или треба да биде воздржание за малку, за да се стекне животот вечен. Кај Света Анастасија тоа го имаме и како избор на преподобието, и кога се нуди мъчеништвото, не го одбива истото. Ние христијаните сме научени да не трчаме по мъчеништво. Тоа е најсигурен, сигурно знаеме дека е најсигурен пат за спасение и за вечен живот. И ако некој човек сака да има вечен живот, би посегнал веднаш, ајде мачиме, би рекол на мачителите, и јас ќе имам живот вечен. Меѓутоа, не е смислот да се бара мачеништвото. Мачеништвото не го бараме, но ако дојде, не бегаме од него. Ето тоа ни го покажува и Света Анастасија Римјанка. Самото име Римјанка многу ни покажува дека била како Дена Данаджер во Њу Јорк или во Токио, се имала. Во суштина, ако немала се, би имала се, затоа што самата средина нуди материјално многу. А Рим во тоа време бил како денешто е Њу Јорк или Токио. Може на најразличен начин човек да дојде до материјално богатство. Ама ова света жена не го избрала тоа, не и било најважно тоа, не го поставила својот идентитет во, како што многу луѓе го поставуваат идентитетот во материјалните богатства. И затоа после, кога ќе заминат од овој живот, остануваат голи. И вака и така остануваме голи, ама очекуваме дека благодатта Божја ќе не облече после смртта. Ама што ќе ја облече благодатта Божја кога воопшто не се надеваат овие луѓе на благодат Божја? А Света Анастасија одбира начин на надеж во благодатта Божја. Тоа е разлика меѓу луѓето. Тоа е разлика и во слободата која ја одбира некој. Монахот се истакнува во начинот на избор на слободата. Да многу луѓе монахот е несватлив, неразбирлив, зашто се откажува од природните дејства, зашто природни дејства се на некој начин човек да има фамилија. Ама и за тоа нашла лек слободата на човек. Фамилија е самота монашка заедница, која исто дека обител се вика, а обител значи фамилија, со денешно значење. И со поранешно, и со секакво значење. Значи добива друг, ја избира фамилијата. Ние се раѓаме често пати, не често пати, секогаш се раѓаме без да можеме да избереме средината во која ќе се родиме. Меѓутоа, кога човек по слобода ја бира средината, одбира нов начин на постоење или нова фамилија. Ете тоа ви е монаштвото. Монаштвото е презаситено од нужностите во овој свет. А кај да се завртиш, се е нужност. Се не тера да бидеме неслободни. Богатството, мислите, не тели да бидеме слободни, се занесува тој човек што мисли дека ако имам пари, ќе можам да правам што сакам. Има дури такви некои луѓе кои велат, ако имам пари, ќе им помагам на луѓето. Се лажат и самите себе си, го лажат и соговорникот. Не е во тоа дали ќе им помага на луѓето, желбата и определеноста е битна. Дали е битна, дали е важно нешто од овој свет да ни биде идентитет, или важно е со слободата да одбереме да ни биде важен Господ како идентитет. Тоа е она, браќи и сестри, што е водилка во животот. И по тоа е квалитативно
различита слободата на човекот од слободата на животни. А исто уште да нагласам, ако не квалитативно, тогаш квантитативно е различно слободата на монахот од слободата на световниот човек. Зашто монахот нема друго зашто да живее ошто за слободата во Господ. А световниот човек живее со многу други должности. Семејството кое го оформил или дејствата кои претходно ги превел го принудуваат на некој начин да не може потполно да биде слободен. Светата Анастасија Римјанка нека ни биде показ за тоа како правилно се употребува слободата. Нека ни биде молитвеница и помошник во тоа како ние да ја стекнеме слободата и да имаме живот вечен преку неа, зашто нема живот вечен без слобода, браќи и сестри. Не постои прво, а второ, колку безсмислен би бил дури и да постои. Да бидеш во вечноста неслободен е трагедија, а не придобивка. Ама ние христијаните да одбираме начин на живот и вежба во слободата уште сега и овде. Господ нека ни биде помошник да оствариме таа слобода и нека ни биде милостив да можеме и ние да се израдуваме во таа слобода уште во сегашниот живот и да продолжиме да бидеме активни во слободните дејства и во идниот живот, како што тоа се ангелите Господови и сите безтелесни сили. Исполнити денско